предходната епизода се сеќавате. Што се бери поголем отпад, секогаш е со молење. Генерално, кај Здраво, драги пријатели, еве повторно мене се наоѓам во Битола, во мојот роден град и во местото каде што живеам. Дежурната патрола на црната ракавица будно, но тајно ја следи состојбата на улиците и реагира на секој траг што води кон несовесно фрлање на ѓубре. Може да се забележи вработен на комуналец како чисти, само да не го чукнам со колата, уште тоа ми фали. Искрено морам да забележам дека контејнерите, вајда дека понеделник, контејнерите се чисти. Еве, гледај. Стварно се чисти. Сепак се движиме, одиме на кај централното подрачје да видиме таму што се случува. Секогаш на страната на оптимизмот, со позитивна критика кон службата за чистење, како ветер во грб за понатамошните, уште поуспешни работни акции. Во моментот влегуваме во најстрогиот дел на градот. Еве тука повторно контејнери. Но како што можам да забележам дека се што тука исчистени, ќе мислите дека ова е договор помеѓу мене и комуналец да ги снимам контејнерите во денот кога ги чистат, ама не е така. Еве сосема рандом е избран денот во потрага по нова мини депонија, градска урбана депонија. Прави статистики и собира забелешки во кои делови од градот неговите сограѓани се инфицирани со синдромот. Урмие-двормие, односно креирање на така наречени мини депонии. Се гледа дека се празни, ама некако понеделнички градот е чист. Воден од неговата парола, продолжува во уште нови походи за спречување на креации на мини депонии во градските средини. Да видиме таму што се случува, а попат слушаме музика и уживаме. Ти са некои работи многу пати зависат и од самите нас, не секогаш, значи некогаш се натрупани и така натаму. Детектираме нова ситуација. Коцките се спојуваат и одговорот на ребусот е. Станува збор за селективно чистење на ѓубрето од страна на комунална хигиена. Разочарано тоа сознание решава рекламата, која претходно про боно сакаше да им ја направи, да им ја наплати преку испорака на фактура. Ќе ви пуштам фактура, комуналец, ќе се видиме, чао! Имаме нова локација и веќе имаме алармантна состојба. Успева да регистрира и иновативни техники на чешлање. Можеме да забележиме господја дека ќе се чешли наутро на стаклото. Но тоа е сосема друга тема. Невидено. Имаме полни раце работа. Добро, што обично се фрла списанија, некој решил сите списанија, да се ги фрли. Софра, перници, ризи, еве некој играл ризи. Несовесно фрлање на ѓубре, а не во строго одредените места за тоа, попознати како метални контејнери. Ајде да видиме наваму што имаме. Овде е малку погоре од централното подрачје. Имаме нова ситуација, нови работи. Имаме нови контејнери. Идејата на целото ова нешто не е само да се сними, туку ќе направам и една мала акција каде што ќе пробаме и ние самите граѓани да го собереме целото ова ѓубре. Секогаш за пластика, за стакло си мислев да, окей, пластика, стакло има одредени работи, ама каде треба уште еден контејнер, каде треба да се стават сите овие гранки. Еден контејнер само за гранки. Тука малку надвор од централното подрачје имаме цели торти од контејнери, преполни контејнери со све. И со облека, еве джемперот. Каков джемпер беше? Еве каков джемпер беше, ништо. Од пушоци милион, немојте да пушите, пушењето е штетно по здравието и еден олтајмер. Ова улица ја поминавме, со еден олтајмер ќе завршиме. Перница. Драги мои пријатели, се враќаме повторно во моето возило, поминавме на 5-6 локации низ мојот град. Толку за ден. Создава специфичен систем за евалуација на чистотата во градот. Еден е највалкано, а 5 е најчисто, би дал една оценка за денес тројка.
тројка, ја видовме состојбата. На неколку локации беше сосема чисто, тоест морам да забележам и да кажам дека во централното подрачје беше прилично чиста ситуацијата, но само на 2 минути надвор од центарот веќе ситуацијата и состојбата е алармантна, се наоѓаат мини отпади, така да, драги служби, драги сограѓани, работата е 50-50. Работете вие и повеќе совест од граѓаните. Во меѓувреме, во едно друго годишно време, Си најдов уште едно убаво место. лицето РМ Рубен Смуратовски продолжува со акцијата собирање ѓубре. Жална врба, жален призор. О! Од жалната врба жален призор. Ке измерам колку чекори има до најблиската канта за отпадоци. 5, 6, 11, 12, 13, 14 чекори. Мене гордоста не ми се уништи што отидов и го донесев тука. Напротив, се чувствувам прилично побогат. Опа! Завртете се сега тука! Сигурно се сеќавате на македонскиот Стив Ирвайн од претходната епизода. Поглед! Имаат дечињата кои ќе излезат од градинка. Ова се контейнери повторно, нели? Тоа се контейнери кои што се сите отворени. Како и секој актер упорен да биде вистинит во битисувањето, бестрашно посегна по страшно опасните по живот ѓубриња. Но за среќа беше спречен од разумната и мудра екипа која го следи во чекор. Затоа што ко заврши како Стив Ирвайн, тоа би ја внело продукцијата во разни правни лавиринти со што пораката на црната ракавица не би можела да исплива на површина. Мене да не има некој елијан да допирам или не, ворете. И овој контейнер не е затворен, и овој контейнер не е затворен. Налета на некои негови истомисленици. Дојдете, повелете се. Да, се извинувам, морам да ве прашам нешто. Се извинувам што ќе ви одземам од времето. Што мислите? Што ни е нас како народ што вака оставаме ѓубре, фрламе секаде? Цел град е празен. Како што треба да причиме, треба да чистиме. Ама не да фрламе секаде. Имено. Не треба. Канти за отпадаци. Нема. 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 Тоа овде. Ма види што е таму. Дали има некој затворен? Али шта, види што е. Дали има некој затворен контейнер? Нема. Нема. Бавареа. Многу фрљав град сме ние, да ви кажам најотворено. Многу. Многу. Се извинувам што ви одземав од времето, Нема проблем, навистина. ама ви кажам дека многу фрљав град. За никаде сме. Ајде, дечки, ви благодарам да си го земам ѓубрето. Дали е ова убав призор? Јас велам да, штом никој не презема ништо. Очиг... Стоп! Стоп! Видов канта за отпадоци. Да ја снимиме, ова е раритет. Ова е раритет. Канта за отпадоци. Е, ова, почитувани мои, се вика канта за отпадоци. Овде се фрлаат отпадоците. Не се фрлаат секаде околу, еве, околу нејзе има. Еве. Значи тука се фрлаат отпадоците, не се фрлаат на друго место. А кога ќе се наполни кантата, треба некој одговорно лице да дојде, нели? Да ја испразни кантата, за повторно јас или некој друг која ќе дојде, да стави нов отпадок внатре. Тој одлучи наредниот пат да влезе во уште поопасни мисии со дополнителна заштитна опрема. Јас ке морам да земам некаква кацига со некаков визир пред мене, затоа што очигледно е дека се соочуваме со навистина опасни работи. Кадар ваму. Дали е ова убаво? Погледнете, очигледно дека е убаво. Штом живееме тука и штом никој ништо, буквално ништо не презем. О, влажни марамчиња кои што веќе се суви. Па нормално дека се суви. 50 метри не поминаа, ја наполнив оваа голема кеса. Не можам, се извинувам што одам на улица, но едноставно друга емисија на нив ке им посветиме. Почитувани мои, капнав 100 метри квадратни од прилика, цела кеса собрав.
Сите отприлike имаме по 50 на 60 на квадрати дома, така? Толку би се становите и си ги чистиме. Зошто да не можеме 100 квадрати да изчистиме? Не знам. Затоа јас сега ќе морам... За крај, задоволен од сработеното, ја фрли ракавицата во контейнерот и на поздрави со една шега, чиј хумор би го сместил во категоријата дискутабилен хумор. Затвори го капакот. Кај е капакот?